Каталонија. Ова е Барселона. Ова е еден од најубавите градови на Медитеранот и едно од најважните пристаништа на овој дел од Европа. Град на контрасти. Од една страна е модерен, од друга страна стар. Тој е одличен простор за фамилиарно живење, а од друга страна прекрасен за оние кои бараат уникатност, кои бараат атракција, бараат авантура. Со еден збор, Барселона е фасцинантна. Да бидам искрен, овде и воздухот е поразличен. Некако топол е, мил, исполнета со позитивна енергија. Ке се потрудам таа позитивна енергија да ви ја пренесам и вам. Екипата на New Moment, која ја подготвува емисијата Топки, ја има едната единствена причина. Надпреварот кој што е најголемо светско дерби, фудбалско, Барселона и Реал Мадрид. Но од еден сосем друг аспект кој што сигурно не може да го забележите само низ еден обичен фудбалски надпревар. Дербито, Барселона и Каталонија во оваа епизода од еден сосем друг аспект. Она што ќе ви го пренесеме всушност за прв пат го прави една ТВ екипа од Македонија. Авантурата Ел Класико, 151 поред, е само уште една слика во мозаикот на светската популарност на фудбалот. Овде се игра најголемото европско дерби. Од него само поголемо е Бока и Ривер, кој неколку години назад дури го има и него надминато. Ова не е обичен фудбалски дуел помеѓу две големи екипи. Ова е дуел на јазикот. Ова е дуел на социјалните разлики. Ова е дуел на регионот и ова е дуел на политиката и историјата. Барселона и Реал Мадрид. Да, ова е музејот на Барселона, Патокас, и се наоѓаме точно пред Камп Ноу. Оно здание што вие го познавате најчесто при фудбалски надпревари, нормално кога би дошле овдека е малку сосем поразлично додека се доближите до него. Овдека во околината се практично и сите оние други гимнастичкиот центар, мини стади од другата страна. Ќе ве прочитам сега низ сите овие објекти, малку подобро и подетално се запознаеме со Камп Ноу и целата околина на Барселона. Ова што го гледате зад мене е мала гужва. Тука има многу јапонци, кореанци. Има буквално, би рекол, од цел свет на мала група на неколку места се подели. Знаете ли што прават? Одат излегуваат од тренинг или на тренинг, еве конкретно сега имаме некои од фудбалерите тука паѓаат и фотографии, сликања, вака може да биде и по цел ден да се помине овде. Ете го, штото го помина Роналдиньо, тоа беше неговиот джип. Не знам дали го забележа. Барселона е клуб што со сите атрибути ја става на највисокото место во светската популарност. Се смета за еден од најбогатите клубови на планетата, најатрактивна е за гледање и најубава. Тука на едно место се собрани можеби и најдобрите фудбалери на светот. И постојано се води полемика дали Реал Мадрид ги има најатрактивните или е најбогатиот или пак каталонците. Но како и да е, кога ги имате двата клуба како ние сега овдека надланка, тоа воопшто не е важно. Важно е дека имаме нешто што еднаш се случува во годината токму на ова место. Да одиме да го проследиме и тоа. Сега ќе го погледнете оно што најчесто не може да се види на еден фудбалски надпревар. Кога гледате фудбалски надпревар, посебно вакво големо дерби, се основните работи, самиот надпревар и евентуално 5-10 минути после надпревар. Но оно што се случува во стадионот, во сооблекувалните, каде се нивните сооблекувални, како сето тоа изгледа, па дури и она прошетка низ стадионот и низ се она што е музеј, историја на Барселона, ќе го погледнете во наредните неколку минути. Се во овој комплекс и Блауграна, кошаркарската сала и подоле се наоѓа за хокеј игралиштето. Има и една голема теретана која што е отворена за посетители, но се плаќа. Например, сега оваа наша прошетка, чисто информативно за двајца, јас и нашиот камерман, чини по 11 евра од човек. Внатре ќе земете и слушалки за превод за да ве води, уште 4 евра се доплаќа. Тоа секојдневно е со голема гужва, можете да мислите како дополнение на тоа колку прави еден ваков голем фудбалски клуб дневно.
Светската популарност на фудбалот воопшто не е за изненадување, ако само погледнете што е основниот мотив на се што се случува на планетата. Се работи во името на Бог и на парите. Се разбира дека во фудбалот има и многу пари и многу верба. Фудбалот на некој начин е остварување на сите детски желби во секој од нас, без оглед на годините. Соништата за богатите големи клубови стануваат стварност, без оглед на цената, исто како што нашите соништа, например, се остваруваат во присуство на еден ваков надпревар. Ова е уште еден момент како фудбалските звезди се користат за се друго што е Барселона. Ова е лизгалиштето. Ама јасно е дека пак е врзано со фудбалот. Сега ќе влеземе внатре да видиме како изгледа лизгалиштето во Барселона. Едноставно се е под името на Барселона. Дури и хокејарскиот клуб, а и разонодата и забавата за сите овие деца, барем кои што ги гледам во овој момент пред надпреварот, пред она големо дерби. Некој сака фудбал, некој сака лизгање.